На градскиот плоштад денеска започна тридневната манифестација Денови на медот во организација на пчеларското здружение Пчела од Куманово. Годинава саемот на мед кој се организира по 24 пат е со рекорден број на излагачи, 30 производители на мед и пчелни производи, членови на здруженијето. Ваквите манифестации веќе од идната година ќе бидат сериозно поддржани од страна на Министерството и од владата, се со цел и во другите делови од државата да имаме промоција на овој квалитетен бренд, изјави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски, кој присуствуваше на свеченото отворање на Денови на медот. Сум на покана на Здруженијето Пчела од Куманово на оваа манифестација, која што секогаш го привлекувала моето внимание, затоа што добро организира, имаме квалитетни производи и можно да се промовира квалитетниот македонски мед од овој регион. Ваквите манифестации веќе од идната година ќе бидат сериозно поддржани од страна на Министерството и од владата, се со цел да и во другите делови на државата да имаме промоција на овој квалитетен бренд. Ние како Министерство работиме постојано на подобрување на условите на пчеларите, да ги и финансиски нормално да ги поддржиме. Паралелно наша обврска и сме се обврзале да работиме од делот на контролата на она што значи неквалитетен мед кој што можеби се продава ширум Република Македонија, се со цел да го заштитиме ова домашно квалитетно производство. Исто така еве можам да најавам дека веќе се спремни налозите кои што се пуштени до Министерството за финансии за доплата на 200 денари кон сите пчелари во Република Македонија. Веќе од наредните денови може да ги очекуваат средствата на своите сметки. Нашата цел ќе биде промоција на кумановскиот мед и едукација на сограѓаните да консумираат само домашен мед, рече во своето обраќање пред присутните председателот на Здруженијето Пчела Бобан Стошевски. Преку оваа саемска манифестација, нашите сограѓани ќе имаат шанса да ги запознаат вистинските пчелари кои вистински реално работат со пчелите и ќе можат во своите домови да си однесат вистински кумановски мед. Заедничка цел на сите наши членови е да застанеме на крај на потенцијалните фалсификатори на медот и да ги едуцираме нашите сограѓани да купуваат мед од своји локални пчелари кои ги познаваат и на кои им веруваат. Манифестацијата е поддржана од општина Куманово, а ја отвори председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска. Општината знае да процени што вреди и кои здруженија треба да се поддржуваат и кои продукти од Куманово треба да се продолжуваат. Јас имам посебен однос со ова здружение, дури не сакајќи пред недела, две, не сакајќи дојдов на еден нивен собир и видов сушност колку неприметно, а суштински работат на теренот во борба против фалсификуван мед, заедно со Словенечкото здружение. Се што е квалитетно во Куманово и што веќе е традиција треба да се поддржи. Јас верувам дека и Советот, и градоначалникот, и идните, ако дојдат, ќе имат чувство за една ваква манифестација, затоа што здруженија има многу во Куманово, но има здруженија кои навистина вредат да се поддржат. Покрај кумановски производители на мед, на манифестацијата учествуваат и излагачи од Скопје и од Штип, членови на Здруженијето Пчела. Пчеларите генерално се задоволни од производството со оглед на глобалните климатски промени. Чест ми е што ми дадовме можност, како најстар пчелар кога што сум присутен, и може да ви кажам дека пчеларство е релативна година. Може да биде, али горе-доле добре, прво знае. И најважно е пчелар да работи, да се занима, не да чека што ќе му даде. Господ ќе му даде. Ако ова година мани, друга ќе надопали. Важно е ова што сме денес соберени наши пчелари, од 2000 година го правиме, 24 години. Јас, како стар, веќе преко 80, 20 години поред сум учествувал. На пчела треба да и се даде се што и треба. И она бара храна, и она бара работа, и она пчеларство е наука, треба да се. А наука има почеток, крај нема, треба да ја пратите и да ги постигнете целите на пчеларството.
Пчелариме, наследство ми е од татко ми, преку 50 години пчелариме, во село Младо на Горичине, поточно испод Травулјаци или реката Пчиња, испод војнички вас. Освен мед правиме со матичен млеч, со прополис, бронхи мед и креми, прополис. На отворањето на денови на медот од името на Сдруженијето беа доделени плакети на најзаслужните за особен придонес и помош во организирање на овој традиционален настан во Куманово. Во Сдруженијето Пчела членуваат околу 130 пчелари, а отворено е за соработка и со помладите, но и со поискусните, повозрасните пчелари. Малолетник од Куманово бил приведен вчера за кражба. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера попладне околу 18 часот и 30 минути полициски службеници лишиле од слобода 17 годишен кумановец поради сомнение дека од угостителски објект на улицата Моша Пијаде одзел повеќе предмети. Како што додаваат од секторот за внатрешни работи, дел од предметите биле пронајдени и вратени на сопственикот. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок, стои во соопштението. Над 100 студенти ја започна академската година на Евроколедж во Куманово, кој успешно обстојува 21 година. Евроколедж работи по меѓународна програма која ги упатува студентите во деловното право, во правилата за административни процедури и менаџерски вештини неопходни во деловниот свет, а дипломата секако е меѓународно признаена. Уписите траат до крајот на октомври, а проекциите се дека годинава ќе биде надминат рекордниот број од 145 новозапишани студенти. Паралелно во тек се запишувањата и на Лондон Метрополитен универзитетот, чиј партнер е токму Евроколедж од Куманово веќе 6 години. Куманово не само што има коледж 21 година, Куманово има коледж со престиж и тоа престиж кој е потврден од највисоки институции надвор од оваа држава, вели основачот и декан на Евроколедж, професор доктор Љубиша Петрушевски. Значи на 1 октомври Евроколедж започна со новата учебна година, запишувајќи ја 21 генерација, значи Евроколедж постои 21 година, што значи 21 година имаме високо образование во Куманово, што е важен податок сам по себе и за кој не сакам да коментирам. Значи таа 21 генерација што ја запишавме се разликува по една многу интересна работа, тоа е дека ние добивме повеќе студенти него што очекувавме, веќе преку 100 студенти се запишани во прва, втора и трета година, дел од тоа и во втор циклус, и очекуваме да се она бројка 145 студенти, што беше рекорд, биде надмината до крајот на овој месец, кога завршуваат званично уписите. Во исто време ние запишуваме и за студии на Лондон Метрополитен универзитетот. Верувам дека дел од јавноста не знае дека ние веќе сме 6 години партнери на Британски државен универзитет. Лондон Метрополитен е еден од најважни универзитети во Велика Британија и во Лондон. Ние сме валидирани партнери, што значи дека сме еднакви на нив. Тоа е еден податок кој не се знае во јавноста, а тоа е дека британската држава не признава како Евроколедж еднакви на нив, значи образованието, системот, организацијата, наставата и се што е поврзано со образовниот процес го валидираат еднакви на нив. Што значи дека ако некој студент има Евроколедж транскрипт од прва или втора година, може автоматски да влезе во трета година во Лондон Метрополитен, што е огромна предност имајќи во обзир што значат британски студии. Значи да кажам само еден податок дека во Лондон да студирате само студиите чи на 20.000 евра и уште толку предстоат во Лондон. Така да студентите во Евроколедж може да добијат диплома која генерално вреди од 120 до 150.000 евра за многу ниска цена. И тоа им го возможивме веќе на неколку генерации. Имаме 3 генерации веќе дипломирани. Како што ќе можете да видите од снимките, ние тие дипломи ги доделуваме нели во Лондон званично. Лондон Метрополитен има 28.000 студенти од 22 различити земји, меѓу кои и Република Северна Македонија, и
нашите студенти кои студираат бизнис администрација, но и сајбер безбедност и компјутерски мрежи за прв пат успешно ги добија своите дипломи во Лондон за на една церемонија на која присуствува околу 5000 студенти од целиот свет, што покажува дека тенденцијата на Евроколедж не е само да се биде единствена школа во Куманово, да се пополни таа дупка и празнина што ја нема во високото образование. Така се чини на изглед. Мојата идеја пред 20 на години кога го стартува Евроколедж не беше да бидеме само една школа во Македонија, нити пак да се угледуваме на универзитетите кои постоја во тоа време државните, бидејќи ние бевме пионери во приватно образование. Едноставно кажано, ние никога не копираме. Најмалку некој од Скопје. Значи, ние сме тврдоглави кумановци кои го правиме на наш начин. Кој ме познава мене лично и кој знае она што го прави во културниот живот, за кој сега има документарец, е дека јас никогаш не го копирав тоа што го гледав околу себе, него ме интересираше поразвиени средини и да кажеме практики кои се по квалитет број 1 во свет. Ако по квалитет број 1 во свет за музичка индустрија се англичаните, јас успеав да со мојата инволвираност во култура направам да британски продуценти и во британски вестници пишуваат за кумановски групи. Сега го тоа исто правам и на ниво на образование. Значи, целта на Евроколедж е многу поголема од она што народот перцепира. Ние не сме овде само за да даваме кредити или пак да ги пополнуваме некои дупки на луѓе кои сакаат да довршат образование. Така се создава некоја перцепција која е погрешна и која создава политиката. А знаеме политиката каква перцепција создава со цел да ги замати полноработите. Јас одговорно тврдам дека она што го прави Евроколедж заедно со Лондон е во моментот најквалитетното нешто се прави во Македонија. Зборам ради тоа што британците го издаваат тоа, имаме британски професори, имаме професори со најголемо реноме и имаме студии кои се меѓу првите 500 во светот. Значи, тоа не го прават на друго место, ама во Куманово се прави. И сите оние кои се присуствувале или кои се здобиле со таква диплома знаат многу добро за што зборам. Затоа апелирам на оние кои се уште се колебаат и кои сакаат да добијат првокласно образование, нека дојдат, нека се посоветуваат со нас, за да можеме да ги упатиме да добијат врвна диплома од универзитети кои котираат највисоко на рангирањето на светските листи. Значи, Куманово не само што има коледж, 21 година, Куманово има коледж со престиж. И тоа престиж кој е потврден од највисоки институции вон од оваа држава. Затоа сме многу горди и мислиме дека се големениот интерес на студенти кои доаѓаат на Евроколедж го потврдува тоа. Најден Бајдевски е избран за председател на локалниот економски социјален совет на првата средба што се одржа денеска во просториите на општина Куманово. Присутните беа запознаени со методите на права и должности на работата на членовите на ЛЕС Куманово, а освен председател избрани беа и заменикот и секретар на советот. Беше разговарано и за идните планови и активности на локалниот економски социјален совет. Значи, ЛЕС е тело кое наназад 5 години одлично функционираше во општина Куманово, за разлика од другите општини, па и од централниот ЛЕС. Ова е трипартитно тело. Тука се синдикатите, тука е бизнес заедницата, локалната власт. Од страна на локалната власт се учествуваме јас како председателка на совет, градоначалникот Максим Димитриевски, овој пат избран Ахмет Шарафски, кој беше претходно и како координатор на ЛЕС. Мои залагања ќе бидат ЛЕС да биде на ниво на општина Куманово, она што беше и пред изборите. Имавме денеска реизбор, за мое големо задоволство, повторно избор старо новиот председател најден. Мислам дека и иницијативите проблемите треба да потекнуваат пред се од бизнес заедницата, да укажуваат на локалната заедница, односно на мене, на градоначалникот на општината, со какви проблеми се соочуваат, за да може нешто да појде од општина Куманово, од бизнес заедницата, од синдикатите и да биде тоа се за да биде подобар развој, економски развој на град. ЛЕС функционираше, сега со ова старо ново раководство ќе има уште проширување, порано функционира и неколку комисии во рамки на ЛЕС. Мислам дека и таму треба да се направи реизбор, иако женското претприемништво функционираше совршено, социјалниот совет што е едно тело што е во рамки на општина Куманово функционира одлично. Мислам дека повеќе треба да дадеме
збор и да ги слушнеме бизнис заедницата, која секогаш е општествено одговорна заедница и помага на општината и да може да се алармират некои проблеми и преку локалната власт да се слушнат проблемите и горе на државна власт. Значи, мандатот на претходниот беше 4 години, малку е пролонгиран ради тоа што имавме избори и ради тоа не сакавме за време на избори да го формираме новиот состав. Еве сега се исполнуваат тие услови и критериуми да се формира новото тело и се надевам дека новиот локален социјален совет од општина Куманово ќе работи како изминатиот, така да се надеваме за сите оние проблеми со кои ќе се соочуваме во општина Куманово, ќе работиме заеднички за да ги решаваме проблемите кои што ги имат граѓаните на општина Куманово. Значи продолжуваме да работиме, да се надеваме дека ќе бидеме сега со овој состав уште поуспешни. Сега има нови услови на стопанисување, зголемени трошоци, зголемени енергенси, зголемени плати на вработени, значи ќе продолжиме да ги надминеме тие проблеми, ќе бараме нови индустријски зони, ќе бараме нови услови кои што преку локалната власт ќе настапиме на централна власт да се што поефективно и подобро работи и стопанисува во нашата општина. Ќе се вклучиме и во образованието ќе бараме опремување на кабинети за работа на учениците, ќе бараме набавка на некои противпожарни возила, значи ќе формираме уште комисии, натаму ќе да се надеваме дека овој мандат ќе ни биде уште поуспешен. Во Куманово вчера двајца малолетници биле каснати од куче скитник. Според билтенот на секторот за внатрешни работи Куманово, 42 годишна кумановка вчера напладне пријавила дека на улицата Тоде Думба незиниот малолетен син бил каснат од куче скитник. Малку подоцна пред 16 часот во полицијата 40 годишен кумановец пријавил дека на булеварот Октомвриска револуција неговата малолетна ќерка била касната од куче скитник. Уште една пријава во секторот за внатрешни работи Куманово, но овој пат станува збор за физички напад. Вчера вечер во 22 часот и 30 минути во СВР Куманово, 56 годишен кумановец пријавил дека неговиот малолетен син бил физички нападнат од таткото и братот на неговата девојка. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Формирана е комисија која треба да утврди дали имало пропусти во случајот со починатата родилка во Куманово, а првичните информации ќе може да се очекуваат утре, изјави денеска министерот за здравство Арбен Таравари, а објави МИА. Комисијата работи, нас ни требаат 8 дена. Утре имаме пресконференција, 100 дена влада, сигурно ќе имаме и првични информации. Чекаме резултати од обдукцијата и ќе видиме. Не би сакал да шпекулирам, да почекаме уште неколку дена и ќе видиме дали имало лекарска грешка или не, истакна Таравари на новинарско прашање. Државниот санитарен и здравствен инспекторат на 1 октомври изврши вонреден инспекцијски надзор во Кумановската општа болница за случајот со починатата родилка, 31 годишната родилка која почина во Кумановската болница. При породување била во добра здравствена состојба и редовно се прегледувала кај матичниот гинеколог, покажа вонредниот инспекцијски надзор. Надзорот кај матичниот гинеколог покажал дека родилката навремено се јавувала во текот на бременоста, правела редовни контроли, била во добра здравствена состојба, при втора уредно контролирана бременост и немало отстапувања. Новороденчето се наоѓа на детската клиника во Скопје и неговата состојба се следи. Од јавното обвинителство на Македонија па ги чекаат потребните анализи од надлежните институции за утврдување на фактичката состојба, објави МИА.